Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на Урбаните вести, кои ги започнуваме со веста дека наскоро во редовен сообраќај ќе бидат пуштени 15 панорамски автобуси, кои пристигнаа во јануари годинава. Останете со нас, следуваат и останатите содржини. Најмногу жалби од пациентите за клиниките за очни болести. Одржана првата конститутивна седница на Советот на општина Газибаба. Промоција на 20 наслови од едицијата на Обелова награда. Општина Петровец ќе продолжи да работи со исто темпо и наредните 4 години. Ветувањата на староновиот градоначалник на Ѓорче Петров започнаа да се реализираат. Пациентите се жалаат од неправилностите во здравствените институции, а Комисијата за унапредување на правата на пациентите на град Скопје им помага во остварувањето на нивните права. Пациентите најмногу се жалаат на работата на клиниките за ортопедија и за очните клиники. Елизабета Дамјановска. За една година, колку што постои Комисијата за унапредување на правата на пациентите на град Скопје, извршени се вкупно 48 трансплантации, од кои 20 се извршени само во првиот квартал од годинава. Ова денеска го изјави председателот на Комисијата доктор Душко Георгиевски. Комисијата делува на територија на град Скопје, а нејзина цел е помагање на пациентите преку посредништво помеѓу релевантните организации и институции и пациентите. Наша цел да ја помогне пациентите. Ние нема ингеренции да пресудуваме, него да ја превземе сите постојчи законски и други мерки, со тоа што консултираме Министерство, консултираме фондо, одиме во здравствените установи и секоја представка ја анализираме. Дали е објективна, дали е прекршени правата или не се, и после тоа комисијата зема став, со став ние го известуваме тој што се жали, а и ги известуваме и установата која ги прекршила правата на пациент. Трансплантацијата беше, Македонија беше лидер за трансплантација во своје време. Од кој причина да не завлегуваме, замре таа трансплантација. После нашето залагање во фондо, во Министерството, горе во клиниката, успеавме да таа трансплантација заживе, не само да заживе, него да земе голем замах. Комисијата не само што има ингеренции да ги решава проблемите кои пациентите ги имаат на државните клиники, туку наоѓа решение и за неправилностите на приватните клиники. Најголем дел од поплаките досега се однесувале на работата на клиниката за ортопедија, а пациентите се жалеле и на долгото чекање за да закажат операција за катаракта. Од поплаките не се поштедени ниту шалтирските работници. Имавме пријавување од клиниката за ортопедија. Беа направени состаноци, беа разрешени проблемите, им беше помогнато на пациентите. Дури имаме и случај каде што пациент има побарано наша помош во однос на судска постапка, проблеми од формален аспект во однос на боледувањето, поради тие проблеми има добиено дури отказ од работа. Имаме и пациенти кои што се жалат дека имало одреден вид на дискриминација врз нив, и истите во однос на шалтерските работници и дискриминацијата се во моментот во тек на разработката. Пациентите кои имаат проблем може да се обратат во Комисијата за унапредување на правата на пациентите која се наоѓа во просториите на град Скопје во барака 2, а може да контактираат и на телефонот 02 29 7278. Советот на општина Газибаба ја одржа првата конститутивна седница на која меѓу другото беше избран и председател на Советот. Станува збор за досегашниот председател Милан Андоновски. Исто така беа верификувани мандатите на 27 советници кои ќе го представуваат Советот во следните 4 години. Томислав Атанасовски. Општина Газибаба денеска ја одржа својата прва конститутивна седница на Советот, каде на дневен ред беа неколку точки, меѓу кои избор на верификациона комисија, избор на нов председател на Советот на општина Газибаба, верификување на мандатите на членовите на Советот на општина Газибаба и избор на председател и членови на комисијата за мандатни прашања, избори и именување на Советот на општина Газибаба. Новите советници дадоа свечена изјава со која се обврзаа кон граѓаните на општината кои ги избра на изминатите локални избори дека во наредните 4 години ќе ги почитуваат уставот и законите на Република Македонија и дека ќе работат честно и одговорно. На Советот присуствуваа сите 27 советници, кои со 25 гласа за го изгласаа староновиот председател на Советот Милан Андоновски.
За потсетување, старонов градоначалник на општина Газиоба е Тони Трајковски, кој на сите членови на советот им посака успешна работа во следните 4 години. Оние советници, како што спомнав, што беа досега, знаат дека имавме конструктивна расправа за многу точки, но секогаш сме имале посебно за оние битни прашања кои што беа во интерес за подобрување на условите за живот на нашите сограѓани. Секогаш сме наоѓале заеднички јазик. Секогаш првите седници конструктивни се запознавање меѓу себе, разменување на податоци, информации. Сакам уште еднаш да посакам успешна и плодна работа. Пред нас не очекува нов период од 4 години. Општина Газибаба е една од поголемите општини во Република Македонија, препознатлива, како што кажав, по мултиетничноста, рурален, урбан дел на општината. Секој населено место е своја посебна специфика, затоа во голема мера за успешна реализација на проектите битна улога игра активноста на советниците. Јавно уште еднаш да се заблагодарам јас во моје лично име за поддршката од жителите од општина Газибаба, затоа што по втор пат ми даваа довербата. Ви посакувам успешна, плодна работа и заеднички да учествуваме во изградбата на една модерна, современа европска општина Газибаба. На плоштадот Македонија во Скопје пред зградата на T-Mobile меѓу камениот мост и мостот Око денеска е поставена вртелешка. На вртелешката ќе има декоративен венец и најмалку 32 седишта. Освен пони кончиња ќе има ротирачки чаши и кочии. Кончињата се со едно, кочиите со 4, а ротирачките чаши со 2 седишта. Вртелешката е финансирана од јавното претпријатие Паркови и зеленило, а дел од парите доаѓаат од градските власти, како наменска субвенција. Јавното претпријатие ќе стопанисува со вртелешката, а цената на возење треба дополнително да ја одреди Советот на град Скопје. Министерството за култура денеска ги промовираше последните 20 изданија од проектот Превод и литературни дела на добитници на Нобеловата награда за литература, со што беше заокружена едицијата од 145 наслови. Андрејан Димитриевска. Од проектот Превод на литературни дела на добитници на Нобеловата награда за литература, со што беше заокружена едицијата со 145 наслови, денеска беа промовирани последните 20 изданија. Со промоцијата на последните 20 книги се заокружува реализацијата на проектот за превод на литературни дела на добитници на Нобеловата награда за литература, со што македонските читатели добиваат можност да ги уживаат ремек делата на писателите наградени од Шведската академија за книжевност. Овој проект е поддржан од владата на Република Македонија како и од Министерството за култура. Подготовките за овој проект започнаа во 2009 година, а првите преведени дела на македонски јазик беа промовирани во 2010 година. Оваа година проектот се заокружи со 145 дела, вклучително и добитникот на Нобеловата награда за 2012 година, доделена на кинескиот писател Мо Јанг. Министерката за култура Елизабета Камчевска-Милевска изјави дека македонската култура со овој проект го збогати својот трезор со ремек дела на авторите кои ја одбележаа книжевната историја во последните 100 години. Проектот Превод на дела на добитници на Нобелова награда за литература има длабоко и трајно интелектуално влијание во македонскиот културен контекст. И што е најважно, тој ја потврдува животворноста и виталноста на македонскиот јазик. Преведените 145 дела на нобеловците создаваат едно ново јазично созвездие, своевиден литературен пантеон од кој ќе се инспирира македонската творечка сегашност и иднина. Премиерот на Република Македонија Никола Груевски изјави дека во Македонија влезе богатство од врвни дела, најдоброто и најпрестижното нешто што можеше да го понуди светската книжевност. Македонските љубители на книгата за прв пат можеа во Македонија на македонски јазик да ги читаат делата кои имаат добиено Нобелова награда за литература. Дел од нив беа издадени, поголем дел не беа издадени. Делата на Луиджи Пирандело, Сили Придом, Алберт Ками, Дорис Лесинг, Жозе Сарамаго, Вилијам Голдинг и многу други беа дел од оваа едиција. Покрај едицијата Нобеловци, со која на читателите им се достапни на македонски јазик делата на писателите наградени од Шведската академија за книжевност, Министерството ја реализира и едицијата Звезди на светската книжевност, која опфаќа 560 наслови од сите жанрови.
Учениците од Средното училиште на град Скопје Боро Петрушевски се добитници на наградата на Академијата на средноевропски училишта за иновативен прекуграничен проект на тема медиумска писменост во Сенец, Словачка. Во проектот учествуваа над 400 училишта, од кои 107 училишта добија донација, а меѓународното жири награди 5 училишта за нивните иновативни проекти. На доделувањето на наградите од 9 до 12 април учествуваат 230 ученици и наставници, како и представници на Министерствата за образование од 15 земји. Меѓу нив беа и ученици и наставници од Средното училиште Боро Петрушевски, кои се меѓу 5 наградени. Училишните делегации ги представија своите резултати од заедничките проекти и меѓу себе ги споделија искуствата и знаењата стекнати во текот на овој проект. Академијата на средноевропски училишта за најиновативен прекуграничен училишен проект за медиумска писменост во категоријата граѓанска доблест му ја додели наградата на училиштето Боро Петрушевски. Идејата на проектот е учениците да станат поодговорни корисници и иновативни креатори на медиумските производи, да станат посвесни за улогата и ефектите на медиумите во демократските општества, да ја развијат хумани вредности и да ги разберат подобро различностите. Изградба на ново училиште во Петровец, втора фаза од фекална канализациона мрежа, намалување на невработеноста, составање во функција на мултифункционалната зона Чојлија и подобрување на патната инфраструктура се само дел од проектите кои ќе се реализираат во наредните 4 години во општина Петровец. Жителите од општина Петровец задоволни од досега сработеното во општината од страна на локалната власт и во наредните 4 години ќе имат благодат од истата локална власт предводена од градоначалникот Борче Митевски. Тој во својата предизборна програма веде голем број проекти кои ќе се реализираат во наредните 4 години, а кои ќе придонесат да се подобрат условите за живот во оваа општина. Составањето во функција на мултифункционалната зона Чојлија и со уште една нова индустријска зона од Режаничино до Катланово ќе се придонесе за намалување на бројот на невработени лица во општината. Во изминатиот мандат општината успеа темелно да ги реконструира сите основни училишта, а во овој мандат општината најави изградба на комплетно нов дел од училишната зграда на основното училиште Кочо Рацин во Петровец, зашто средствата и проектот се веќе обезбедени. Исто така со цел подобрување на условите за живот на граѓаните, пред се на најмладата популација ќе се гради нов културен дом и нова детска градинка која ќе овозможи сместување на поголем број дечиња, како и изградба на детски забавни паркови во Катланово, Огњанци, Средно и Горно Коњари. Фекалната канализациона мрежа која започна да ја гради општина Петровец останува приоритет и во овој мандат. За таа цел ќе биде изградена и втората фаза од фекалната канализација во населените места Петровец, Ршаничино, Чојлија и Огњанци, а ќе започне изградба на канализациона мрежа во населеното место Горно Коњари. Подобрувањето на патната инфраструктура е континуирана работа за екипите од општина Петровец. Со исто темпо ќе се продолжи и во наредниот период, а ќе биде извршено и комплетно асфалтирање на локалниот пат кој ги поврзува населените места Петровец и Огњанци. Спортските клубови, социјално загрозените семејства и верските заедници и понатаму ќе продолжат да ја добиваат финансиската и материјална поддршка од страна на општина Петровец. Градоначалникот Митевски истакна дека како што досега се работеше, така и во иднина ќе се работи во општина Петровец со една единствена цел – да се направи општината поубаво место за живење. Како приоритетни проекти за реализација во третиот мандат на градоначалникот на општина Ѓорче Петров се изградба на нови улици во руралниот дел на општината, изградба на водоводна и канализациона мрежа во селото Никиштани и пречистителна станица во Волково. До крајот на 2017 година во новиот мандат Митровски вети и уште еден кружен тек кој ќе ги поврзува булеварите Партизански одреди и Ѓорче Петров. Прилог на Ивана Митковска. Актуелниот градоначалник на општината Ѓорче Петров, Сокол Митровски, по трет пат ја доби довербата на жителите од општината. Ветувањата кои старо новиот градоначалник на Ѓорче ги даде пред граѓаните, започнаа да се реализираат. Во тек изградбата на ветената нова улица во Стопански двор, која ќе ја поврзува општината Ѓорче со коридорот 8, а во следните 4 години предвидена е изградба на нови улици, како и реконструкција и санација на постоечките во скоро сите рурални делови на општината. Доколку се исполнат ветувањата на старо новиот градоначалник на општината, калта ќе стане минато за жителите од Стопански двор, Волково и Новосело.
Во општината Ѓорче Петров следните 4 години. Акцент ќе биде ставен и на водоводната и канализационата мрежа, како што вети Митровски во населените места Волково и Никиштани. Со овој проект единственото населено место на територијата на општината, кое досега немаше здрава и исправна вода Никиштани, ќе добие водоводна и канализациона мрежа во должина од 3,5 километри. Но како еден од најважните приоритети на староновиот градоначалник на Ѓорче, и во следните 4 години остануваат најмладите жители на општината. Во општината Ѓорче Петров се планира изградба на детска градинка во населбата Дексион, ново средно училиште во населбата Хром на местото на бараките на гимназијата Кочо Рацин, како и уривање на постојните бараки кај црквата Свети Петар и Павле, во кои се сместени пожарната и полицијата. На нивно место ќе се направи паркинг што е потребен за околните згради, а пожарната и полицијата ќе добијат нов објект, доколку се исполнат ветувањата од предизборната кампања на сегашниот градоначалник на Ѓорче Петров. Општината до крајот на 2017 година би требало да добие и нова општинска зграда, со која ќе заживее едношалтерскиот систем во општината. Новата општинска зграда ќе биде лоцирана во централниот парк на местото каде што сега се наоѓа Луна паркот, непосредно до пазарчето, а би требало да биде завршена најдоцна до 2017 година. Освен тоа, жителите во урбаниот дел од општината ќе добијат проширени улици, односно предвидено е булеварот Партизански одреди да биде проширен со по 2 ленти од двете страни на улицата, да добие нови тротоари, атмосферска канализација и ново улично осветлување. Во обемната програма со која што настапи градоначалникот Сокол Митровски, меѓу другото планирано е во општината Ѓорче Петров да се отворат и 2 индустријски зони. Во рамките на индустријските зони ќе се отворат многу нови работни места, а за потенцијалните инвеститори ќе бидат обезбедени сите комунални и инфраструктурни услови. Зоните ќе бидат наменети за фирми за преработка на овошје и зеленчук и за производство на еколошки производи, како и производи што ќе овозможат енергетска заштеда. Ова беше и последната информација од урбаните случувања во градот. Еве што ќе гледате понатаму во вестите. Спорт. Вардар загуби од вечното дерби со Пелистер и им го припушти врвот на табелата на Турново и Металург. Актуел. Царот на гитарата, најнов музички проект на Владко Стефановски. Фудбалскиот клуб Вардар загуби од Пелистер и им го припушти врвот на табелата на Турново и Металург. Спортските вести се веднаш по рекламите.